амбасадорите во ние, чутувам дека на Факултетот за безбедност господин Дујовски, чутувам Дешо Джаферовски, чутувани присутни дами и господа, чутувани медиуми. Иако појавата на пожари во масовен обем е карактеристична за летен период, сепак и во овој период од годината се евидентираат пожари кои покрај значителна материјална штета за жал предизвикуваат и човечки жртви. Опасностите од пожарите несомнено колку што ја наметнуваат потребата од поефикасно превентивно делување, во уште поголема мера ја наметнуваат и потребата од брза, ефикасна и квалитетна истрага за причините кои што доведуваат до таквите појави. Тоа пак, меѓу другото, предпочита на тамошно стручно и професионално надградување на кадрите во институциите надлежни за справување со пожарите и последиците од нив. Потаму сметам дека оваа обука што денес завршува со добивување на сертификати на учесниците на истата, а што беше спроведувана од страна на француските експерти во рамки на нашите извонредни билатерални односи, партнерство и соработка со Република Франција, преку амбасадата на Франција во Република Македонија беше повеќе потребна. Ова обука со тематски наслов "Потекло на пожар, несреќен случај или кривично дело" ги обединува институциите надлежни за справување со пожарите, токму во сегментот кој што треба да ги даде клучните одговори, односно целосно да го заокружи процесот на детектирањето на одговорност. Професионалното и стручно надградување на знаењето и размената на искуства, особено со видни експерти од оваа област, како што е сега случај, е во директен интерес на зголемувањето на истражувачката ефикасност. На крајот, дозволете ми во свое име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија да упатам голема благодарност до Република Франција, односно до амбасадата на Република Франција во нашата земја и лично до амбасадорот Тимоние за континуираната помош, поддршка и соработка во реформите на македонските институции. И се разбира да им честитам на сите посетители на обуката, на стекнатото знаење и искуство кои што ќе бидат дел од огромна полза во понатамошното нивно професионално ангажирање во било која институција која што е надлежна за оваа активност. Мене ме радува и фактот што имавме заедничка обука и што прва имаме координација на службите кои што се задолжени токму за справувањето со кризи. Тоа е една од алките која што е најслаба да се заокружи системот на одбраната и безбедноста на Република Македонија. Уште еднаш благодарам на поддршката, честитки за сите вас и да имаме многу успеси